Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на Проверитас. Вечерва ќе разговараме за една навистина многу интересна тема. Ќе говориме за матурите, за тоа што е државна матура. Интересно е дека годинава се реализираше еден нов концепт со промена на начинот на полагање, организацијата и самата реализација. Што донесе овој нов концепт, како помина овогодишната матура и најважно какви резултати постигна матурантите. За овие прашања, но и за сите предизвици кои што се соочува системов, вечерва разговараме со личноста која што е најдиректно вклучена во целиот процес. Добро вечер за директорката на Државниот испитен центар Даниела Јовчевска Михајловска. Добре дојдовте во Проверитас. Добро вечер и добре ве најдов. Ви благодараме што издвоивте време во овие летни горештини да бидете гостин во Проверитас, каде што вечерва се надевам ќе отвориме една многу интересна тема. Ако не ништо, можеби не во потесното, ама по широкото семејство, сите имаме по еден матурант, кој што нели секоја година традиционално ги испраќаме и ќе биде тема која што мислам дека ќе побуди внимание. Еве, за почеток кажете ми да им објасниме вака на гледачите што представува Државниот испитен центар и која е неговата улога во образовниот систем во Република Македонија. Ви благодарам за поканата. Значи, Државниот испитен центар, кога ќе се спомене, првенствено го поврзуваат со матурата, меѓутоа далеко од тоа дека Државниот испитен центар работи само на матура. Во Државниот испитен центар се случуваат и други тестирања, така што сите оние меѓународни тестирања за кои што слуша јавноста, почнувајќи од PISA, TIMSS, PIRLS и останатите граѓанско образование, сега и дигитална писменост, се студии меѓународни за кои што е одговорен Државниот испитен центар за да се спроведат и реализираат. Меѓу другото, ние правиме и национално тестирање, поточно државно тестирање на основците, тоа се ученици од трето, пето и девето одделение, но тоа е циклично. Сега сме на почеток, нели, со ваквиот тип на тестирања, кои што тестирања не значат оценка за ученикот или пак оценка за наставникот, туку проверка да видиме до каде сме и што сме со нашите наставни програми, што треба да менуваме, каде да се подобруваме. Освен тестирањата, Државниот испитен центар ги спроведува и обуките за директори, по кои што исто така сме познати, меѓутоа, нели, во училиштата и онаму кај оние кои што сакаат да станат директори на средни, на основни училишта, на ученички домови, покрај обука и испитот се реализира во организација. Да, прво имаме обука, па потоа следи испит. Секој ден кој што ја следал обуката има право да се пријави на испит за директор и откако ќе станат актуелни директори, веќе за нив организираме и напредни обуки за да бидат во тек со се она што е новина, нели, во нашиот образовен систем, за да може да ги водат училиштата на еден квалитетен начин. Нивното менаџирање да биде што е можно по квалитетно и подобро. Без таа обука практично не може да биде директор во основно и средно училиште во Република Македонија. Да. Така, нели? За да се биде директор во училиште кај нас, потребно е да ја има помината обуката и да го има положено испитот за директор. Значи, лице кое што сака да биде директор мора да ги исполнува условите согласно закон, а еден од условите е да има уверение за положен испит за директор. Така, од кога го добиваат тој сертификат, практично тој нема ограниченост во време, туку се надградуваат или има пак ограниченост некоја во времето? Не? Има ограниченост во време, значи ако е актуелен директор, тој веќе, нели, е директор и го добил сертификатот, односно уверението во периодот кога е избран за директор. Така. Во спротивно, ако поминале 5 години од како положил и не станал директор, значи неговиот сертификат ќе треба повторно да го обнови, со тоа што ќе треба повторно да слуша обука и да полага испит за директор. Одлично, вака да разјасниме некои работи, лично што ме интересираат мене, сигурно и граѓаните. Ајде да проговориме за она што е најинтересно, најактуелно во моментов. Еве, како практично се организира државната матура? Да тргнеме од започнување со подготовките на тестовите, самото полагање, објавувањето на резултатите. Јас го говорам, ова ми е интересно, јас баш бев во периодот на тие генерации кога немаше полагање на матура, бевме насочени на образование, некако тоа се прескокнуваше, го немавме тој момент. Така да сега и од денешно време е интересно, моите деца ги полагаат матура сите. Како
се одвива целиот тој процес преку. Така и ние бевме генерациите кои што немаа матура или Нема, тие што беа одлични беа ослободени од матура така. И се полагаше во училиште, а потоа матурата одеше во училиште и од 2008 година веќе имаме државната матура, реална државна матура. Претходно имавме пилотирање на матурата. Јас бидејќи сум долго време во образование, така што околу државната матура како течеа сите подготовки од самите почетоци негде 2006 па навака сум во тек и ги знам, пред се како професор по македонски јазик, сум била вклучена во сите тие збиднувања. Државната матура, за да се подготви, тоа е еден долг и сложен процес, не е баш така едноставно, затоа што во државната матура се вклучени голем број на надворешни соработници, кои што надворешни соработници се избрани по пат на јавен конкурс. Секој надворешен соработник има подпишано изјава и таа изјава што ја подпишува е за морална, материјална и кривична одговорност доколку оддаде некаков податок поврзан со матурата. За да се подготват прашањата, се вклучени наставници кои што се искусни наставници, долгогодишно вработени во образование, кои што имаат искуство во тој дел. Исто така се вклучени и професори од факултет. Потоа имаме читачи кои што се независни, кои што прават проверка над сето тоа дали е во ред, па се пристапува кон подготовка на тестот и подготвените тестови, кои што ќе бидат технички, графички уредени, средени, стокмени, одат на печатење, па по завршување на печатењето имаме пакување, подготовка на протоколи, шифрирање на материјал, затоа што знаете, еден ученик на матура не е со неговото име и презиме, туку е со шифра. Дури на крајот, кога веќе ќе ги објавиме резултатите, тогаш се открива и неговиот идентитет. Затоа и најстрого ни е забрането ученик во тестот да си го напише името и презимето. Откриен идентитет е поништен тест. Подготовките траат во текот на целата година, значи не почнуваат на 15 мај за да завршат на 1 јули, туку почнуваат пред 1 септември и тековно се работи за да се стигне до тоа што е матура во јуни. Кога се прави дистрибуција на материјалот, значи материјалот тргнува од кај нас и од тука веќе започнува дистрибуцијата на истиот. По училиштата, во училиштата имаме ангажирано голем број на луѓе, се ангажирани над 2500 тестатори кои што треба да бидат тие кои што ќе го контролираат процесот и се одговорни за целокупната објективност на истиот. Не само да им ги поделат тестовите, туку и да внимаваат што се случува на самиот испит во оној дел за кој што тие се определени. На секој 15 ученици имаме еден тестатор, меѓу другото имаме и наблюдувачи кои од страна го наблюдуваат целиот процес и исто така тие реагираат, запишуваат во нивните протоколи, значи од секое место на некој начин сме како за избори организирани, тргнувајќи од тоа дека МВР ни е вклучена на самиот ден на испитот кај нас, пред државниот испитен центар стојат полицајците, пред објектите каде што се полага имаме полиција и така натака, и тоа што се случува треба да биде објективно до максимум. Сега како и секаде, нели? Ке се случи некој да си го извади телефонот, па да сака да се послужи со интернет, па да препише нешто, меѓутоа за жал тоа лесно се открива или за среќа, не знам како да кажам. Тоа го знаат најдобро учениците и им се поништуваат тестовите, откако ќе им се поништи тестот, се гледаме следната сесија. Така, по ова што го кажавте, можам да заклучам дека имате добар систем и хоризонтално и вертикално, кој што е онако баш безбедносен, би рекол, да се намалат што повеќе може аномалиите, не може скроз никогаш во светот тоа не му успеало никој нели на нула да направи таа работа, меѓутоа според ова што го кажавте, првпат го слушаме, добар системот во секој случај, хоризонтално, вертикално вклучување на на академската јавност, на независни експерти, на луѓе кои што можеби директно не се во процесот, но го контролираат овој процес, кој што е многу битен. Оваа година за прв пат се применува новиот концепт на полагање. Постојат три типа, државна матура, државна стручна матура и државна уметничка матура. Колку беше потребна оваа промена и дали ги оправдува очекувањата? Матурата, кога се е правено оценување од страна на ОЕЦД, матурата е оценета како нешто што ни е меѓу најдобрите работи во нашето образование и меѓу другото и од тука има некои насоки дадено дека матурата треба да се подели во зависност од видот на образование.
Сега ќе зборувам и како наставник, значи често пати кога сме ги оценувале тестовите на матура, бидејќи сум била дел од процесот, сме коментирале во тоа дека учениците од средно стручно училиште не го изучуваат целиот материјал кој што го изучуваат учениците од гимназиско. И не е исто еден ученик да изучува македонски јазик со 3 часа неделно или пак со 4 часа во гимназиско. Со самата таа разлика, учениците од гимназиско образование се поподготвени. Ако јас како наставник пире го работам 4 часа, мојата колешка ќе го работи 2 затоа што нема доволно време, а прашањата се поврзани со делото. Еден период се пристапи, така беше и последната, не ова, минатата година, кон тоа да имаме пресек на содржините со цел и овие ученици да не бидат на некој начин обесправени и тие да можат да си го покажат својот максимум. И започна размислувањето, кое што нели веќе и постоеше, да се подели матурата, така што заедно со Министерството за образование, со поддршка на Министерката за образование, се направи измена во законот и матурата е променета од минатата година, од април, со измените во законот за средно. Имаме 3 вида на екстерни испити на крајот на средното. Значи, сега веќе не зборуваме за државна, зборуваме за екстерни испити, во зависност од видот. Гледаме дека оваа година резултатите во тој дел се подобри, затоа што јас можам да кажам дека во делот на државната матура за англиски јазик ќе се задржам, кај стручната матура имаме просек 4.01. Тука веќе се покажува дека англиски јазик овие ученици покажуваат знаења согласно тоа што тие го изучувале во изминатите години, бидејќи таму изучуваат со 2 часа неделно. За разлика од стручната матура, во државната матура просекот англиски пак не е нешто понизок, затоа што сега го вративме нивото. Ако овде имавме пресек минатата година и од таму ги гледаме резултатите, онаа разлика што се јавува од таму 0,04, нели? Тоа е тоа што во државна го вративме нивото да си биде B2 согласно наставната програма со која што завршуваат учениците 4-та година од гимназиско образование. И сега тука гледаме дека англиски јазик, гимназиското имаат, односно државната матура 3.18. Меѓутоа, зошто е тоа така? Затоа што овде државна матура не полагаат само ученици од гимназија. Туку државна матура полагаат и ученици од средно стручно кои што се определиле за државна матура. И автоматски тие сега доаѓаат до содржини кои што помалку ги изучиле и затоа е понизок просекот. Додека пак тие мала бројка годинава беа 2000 и кусур ученици за стручна, веќе имаат висок просек. Така што добро е секој да си се насочува кон тоа што го избрал при упис во средно образование, затоа што содржините не се исти и се менуваат. И максимумот се вади од децата, резултатот. Од нив практично максимумот ќе го извлече тако така постручен во тоа што го учел. Од стручна сме го извлекле максимумот за англиски конкретно зборувам. Во секој случај голема поддршка од јавноста има за целата оваа работа, морам да ви кажам, со луѓето кои што разговарам, ја добра прифаќаат ова приказно токму од ова што го кажавте како причина. Инаку, завршува матура сега, нели, средно образование. Како се одвива процесот за запишување на факултетите? Дали овие различни видови на матура ќе имаат влијание при изборот на студии? Знаете, ние пред да пристапиме кон сето ова, се усогласивме и со универзитетите, така што имавме постојана комуникација со високото образование, Министерството, Државниот испитен центар и универзитетите. И универзитетите излегоа со нивни листи, во кои што листи дадоа кои се средни училишта, каде секи имаат проодност од стручното образование. Така што на нивните интернет страници може да се видат објавени листите, каде учениците може да се запишат, пример, ако завршиле средно економско и полагале државна стручна матура, на кои се студиски програми ќе имаат проодност. Додека пак учениците кои што положиле државна матура, веќе тие имаат проодност секаде. За нив нема ограничување, може да се запишат на било кој факултет. Инаку
инаку знаат, тоа е веќе политика на факултетите, кои предмети како ќе ги бодуваат, што се однесува на делот од матурата, оценките од матура некаде 40% влегуваат, при уписот додека пак 60% се од успехот во средно образование. Значи постои соработка со високото образование, постои една транспарентност во целиот процес, помош од прилика да ги насочат каде може нели да полагат околку не е за државна матура. Знаете, ние сме само линкот тука. Да. Инаку високото образование е тоа кое што си ја креира политиката, секако во соработка со Министерството за образование. Да, но постои соработка, очигледно Постои, бидејќи еве нели транспарентни се во процесот, кажуваат кое дете може што да се запише, со која матура и тоа е во секој Па со случај. самото тоа што ни ги ослободија нивните амфитеатри, нели имаме веќе последниве 2 години окрупнување на простори, учениците полагаат во амфитеатрите матура, испитите се одбиваат таму и за нас е полесна и контролата, знаете. Нели сме биле сите студенти, кој ќе застане професорот на најгорното скалило, ги гледа сите доле. нема бегање Сега амфитеатар. нема телефони, нема телефони, не ни може да ги има тука телефоните. Добри, Во ние тој немавме дел. телефони, па го минувавме тоа. нели? Еве да се навратиме на просечната оценка на годинашна матура. Таа беше 3,62, нешто малку пониска од споредба со минатата година. Како ги оценувате овие резултати и што ни кажуваат тие за моменталната состојба образованието во Македонија? Резултатите ги оценувам објективно, значи тоа се навистина солидни резултати и добри постигања на учениците, можат секогаш да бидат подобри. Тоа покажува дека се работело. Дека навистина се посветило внимание во делот на матурата и подготовката на учениците за матура. За да се подготви еден ученик да полага матура и да добие висока оценка, треба да биде во постојана тесна соработка со наставниците, професорите по предметите за кои што се определил. Друга работа е тоа што сите тестови од 2008 година навака, кои што сме ги искористиле, се поставени на страницата на matura.gov.mk и секој еден матурант има можност да ги отвори, да ги решава истите, а потоа е даден и клучот и да си го провери собственото знаење и да види до каде е. Значи материјалот е тој, испитната програма е таа, прашањата знаете. Не може да биде нешто што е надвор од програмата, така што таа подготовка што ја прават учениците оваа година покажува дека тоа и вродило со плод, затоа што гледаме македонски, јас пак сега ќе одам, македонски имаме ние добар просек. Значи државна матура имаме многу добар 3,95, што за разлика од лани е каде подобро. Стручна 3,85, повторно, сега уметничка 3,42. Меѓутоа ова е многу мал број на ученици, 127 ученици полагале уметничка. Просекот, нели, Да, година, ма 127. А инаку на ниво на мајчин јазик, ние имаме 3,93. Извинете, не македонски, зборувам за мајчини јазици во тој дел. Така. Да. Не ги делиме, затоа што на државна матура ги гледаме мајчини јазници, окрупнето сите заедно, не правиме поединечна анализа. Да не бидам погрешно разбрана. Така, да. Јас како наставник си тргнувам од мојот предмет. Да, поготово по македонски јазик, нели? И се ми е. Најголемата љубов, како велат. Така е, да. Тука се значи албански, македонски, турски и српски јазик. Имаме ученици и српски јазик кои што се тестираат, кои што го изучуваат, ја изучуваат наставата на српски. Да, па имаме неколку општини во Македонија каде што Во српскиот се говори Куманово како имаме од српска, да. Чучер, Сандево, тоа се општини каде што се говори нели втори јазик. Да, меѓутоа во средно, значи само во Куманово имаме Чучер нема, да. настава на српски јазик. Како помина, колку успешно помина самата реализација на матурата? Говоревме на почетокот на емисијата дека имате одлични механизми за контрола, за сето тоа да биде правилен и регуларен процесот. Дали беа регистрирани нерегуларности, обиди за препишување, други форми на злоупотреба во полесниот начин, нели да се стигне до тоа? Постојат уште такви работи, такви обиди при ваков систем на контрола? Ако кажеме дека не постои, значи ќе треба да излажеме. Так. Учениците првенствено знаат да се снаоѓаат и сега секој гледа некогаш да се снајде на полесниот начин. Тоа е со тоа што мобилните телефони ние бараме изричито да бидат оставени во посебни кутии, меѓутоа што се случува? Децата носат по 2, по 3 мобилни, па едниот ќе го остават, па другиот ќе го земат со себе. Сега, тука веќе имаме простор за препишување доколку не бидат видени. Затоа велам големиот простор, како што се амфитеатрите, не дава такви можности.
Значи, таму лесно се забележува доколку некој нема и нешто со себе. Меѓутоа, некаде се случува и да успеат да препишат, сега тука има начини да се откријат, затоа што оценувачите се искусни, долги години работат на тоа и многу лесно се препознава препис. Особено кај отворените прашања, вие ако забележите 2-3 деца дека имаат сите истата грешка, се гледа дека еден од друг препишувале. Или кога ги пишуваат текстовите се дадени на тема која што е од општествениот живот и е слободна тема. Да. И сега на таа тема не може да има 2-3, секој размислува на различен јазик, начин, секој си има свој начин на изразување. И тука гледате дека напишале исто двајца, тројца, плагиат класичен и ги спојуваат тетратките и веќе имаме поништување на тестот. И кога ќе поднесе приговор, ќе дојде на увид зошто еве. Ова е твоето, ова е исто и ова е исто. Значи ние имаме две тетратки исти. Може ли исто да размислувате во исто време? Така, колку време законски треба ако не ја помине матурата или е фатен да препишува или да прави, за колку време може повторно да полага? Ако во јуни го фатиле како препишува и при тоа не правел никакви проблеми, си излегол, не навредувал, не го пореметил целиот процес, тогаш во август може да си полага повторно матура. Во спротивно ќе си почека до следниот јуни. Така, тоа се едно хипотетичко прашање, што само ми даде по себе. Доколку во јуни, пример, ја положи матурата невојден ученик и не е задоволен од оценката во матурата, има право да преполага во август повторно? Има можност да го поништи испитот. Така? Да, од оваа година има можност да го поништи испитот за во август. За прв пат ова не е новина, инаку има можност да чекаат цела година за да го направат тоа, меѓутоа сега дадовме таква можност дека ако во јуни не е задоволен, не треба да земе диплома, треба да си поднесе барање за поништување во училиштето да не му издаде документ за положеност и повторно да полага во август. Меѓутоа во август постои ризик. Нели? И да не биде пак задоволен, па пак и нема веќе толку е. Еднаш се дава таква можност. Добре што секако се дава шанса и можност, потоа тоа се сигурно ученици кои што сакаат да го докажат своето знаење, едноставно знаете цел живот сте во образовниот процес, едноставно денот не ти е тој, па нели може да се случи, нели да не ти е денот едноставно. Па да имаш шанса да преположиш ако си квалитетен ученик. Секогаш имаме амбициозни ученици, меѓутоа постои еден ризик. Да. Нема да стигнат за упис во август. Да, и тоа е. Сега тука е малку, колку некој е подготвен да си го одложи уписот, затоа што веќе во вториот уписен рок може нема да има можност таму каде што ќе сака да се запише. Да. И тоа е апсолутно држи. Кажете ми, што всушност треба да мери оваа државна матура? Дали е тоа меморираното знаење, акумулирано кај тоа дете во тие 4 години, критичкото размислување или, речеме, способноста ученикот да ги примени своите знаења стекнати во пракса? Што е најбитно од матурата, вака, да се извлече за иднината на едно дете? Прашањата во матурата се поставени на 3 нивоа, за да може секој еден ученик да го постигне барем минимумот за да положи матура. Сега имаме прашања на ниво на препознавање, прашања кои што се поврзани со меморирање, ако може тоа така да се каже. Сега јас најпросто ќе кажам кој е автор на Бели мугри. Нели? Тука веќе е наједноставно, кога ќе седне крстозбор да решава, да знае, да го знае одговорот за да одговори да реши, или ако ги сретнат анкета, ако има, да знаат за кои датуми се поврзани. Колку букви има кирилицата. Да. Така, има прашање од тој тип, меѓутоа гледате дека некогаш и тие прашања се неточно одговорени. Има прашања кои што се за размислување и за критичко размислување исто така, да дадат своји одговори, своји видувања, особено еве јас пак за македонскиот јазик, прашањата кои што се поврзани со делата, што ги даваме, тука треба веќе и да кажат и свое размислување врз основа на тоа што го прочитале и да знаат што е што, а не да го разбираат поинаку од тоа што треба. Така, јас имав голема среќа мојот професор по македонски јазик, наставник од 5 до 8 одделение, да биде еден прекрасен човек кој што стварно си го сакаше многу јазикот. И ние во 5 одделение, на пример, во моите класови моравме на памет да го знаеме тешкото, мораме да знае кој напишал Бели мугри, Сердарот да го изрецитираме дел,
граматика македонска мора да ја познаваш во сите тие работи, ни всади една љубов практично тој човек, така да од мојот клас излегува, како да кажем, познат текстописец, Огнен Неделковски, човек кој што му ја пренесе таа љубов и многу е битно, и тој наставникот кога го прави, нели, некогаш со љубов кој ќе ти ја пренесе работата и со љубов и да ја сакаш. Ајде да направи една споредба со земјите од регионов, но и со европскиот образовни систем. Например, Финска секогаш го земаат, нели, како најдобар во Европа. Каде се наоѓа Македонија во однос на начинот на оценувањето и проверката на знаењето и во регионов и да речеме со Финска да споредиме како една пример што се дава секогаш, нели? Јас не би правела споредби, затоа што не можеме да правиме споредби, станува збор за различни образовни системи и за различни традиции. Ние си имаме наш македонски образовен систем, значи Македонија си изградила свое образование и според тоа не можеме да го споредуваме со некој кој што е туѓо, не е наше и не одговара на нашето поднебје. Ние можеме, нели, да анализираме, да истражуваме, да црпиме искуства од другите земји, да видиме што е што ако нешто може да примениме, меѓутоа конкретно треба да се задржиме на тоа што е наше, затоа што се друго ќе биде залудно трошење на средства, време, нели, пари и така натака. Треба да се прилагодиме према нашите услови. И јас се согласувам, не секогаш примерите земени од други земји се добри, можеби кај нив се добри, но тоа можеби тука не функционира така е. Тоа што кај ни функционира, кај нас не функционира, меѓутоа тоа што се однесува до државната матура, после Словенија, ние во регионов сме втори кои што, нели, почнаа со државна матура и успешно се имплементираше. Јас сум убеден дека македонците се многу талентирана нација, како луѓе, интелигентни, паметни природно. Нашите ученици често постигнуваат значајни успеси на меѓународни надпревари, сведоци сме преку, нели, социјалните мрежи и медиумите. На што се должат тие резултати и што ни покажуваат за овој потенцијал на нашите ученици? Јас сум, ви кажав на почетокот на прашањето, цврсто убеден дека сме многу талентирана и интелигентна нација. Видете, државниот испитен центар не е поврзан со, нели, олимпијадите и надпреварите, меѓутоа од моето лично искуство и од моето видување, така е. Цело време образование. Точно е тоа дека ние сме многу интелигентен народ и ние можеме многу да дадеме. Нашите деца се навистина премногу паметни и треба само малку да ги поттикнеме и да ги насочиме. Штом правилно се насочени, канализирани таму каде што треба, тогаш веќе резултатите неминовно ќе ги видиме. Тоа го гледаме од сите наши екипи кои што одат, дали одат тимски да се надпреваруваат, екипно или одат поединечно, сите се враќаат со резултати и со, нели, освоени, да не речам, ама од секаде со по некое прво место. Ретко наше дете се враќа без освоено место. Така е, оној Македонот Штип, така се викаше на детенце, тој е вундеркинд, гениалец, многу интересен, симпатичен. Интересен начин на, нели? Да, на комуникација. На комуникација и математиката му е силна страна, гледаме. И од Штип Давков исто така е дете за пофалба, кое што периодов гледаме какви резултати постигнува. Дали овие талентирани деца кои што ги имаме, ни се пример дека знаењето е на место што го стекнуваат во средното образование, дека денешните матуранти, можеме да кажеме, излегуваат од средно образование со доволно знаење за факултет и реалниот живот? Во училиштата се работи, не е дека наставниците не работат и дека не вложуваат, значи се работи во училиштата, се зависи од интересот на ученикот. Сега учениците, некои се помалку мотивирани, некои се повеќе мотивирани, се зависи кој каква лична амбиција има и колку сака да успее во животот. Доколку некое дете, нели, е амбициозно и сака да успее, него нема што да го сопре. Тоа продолжува и понатака, само бара да му се даде и материјал дополнително и да се работи со него дополнително и да се испреќа на надпревари. А ако детето не е доволно амбициозно, тогаш ништо не можеме да направиме. А инаку нашиот образовен систем е навистина добар. Да, и квалитетен. Јас би дополнил, ајде нешто што е пак интересно да поразговараме секако за луѓето кои што ја следат емисијава. Еве да проговориме дали македонскиот образовен систем на некој начин е подготвен за интеграција со вештачката интелигенција во наставниот процес. Се повеќе станува дел од секојдневието, вклучително од образованието. Дали ова може да го промени начинот на кој што се нуваат и тестираат учениците? Дали треба да има некој влез на некој начин на
на вештачката интелигенција. Јас сум поборник на човек кој што се уште гледа макар скептички од страна околу целата таа приказна, немам потполна довера во сето тоа. Но ме интересира баш вашето мислење во врска со ова. Видете, ние не можеме да ги запреме светските трендови и тоа што се случува на полето на техниката и дигитализацијата. Значи, вештачката интелигенција, сакали или не, децата веќе се, односно учениците, многу повеќе ја владеат од нас. Меѓутоа, тоа што тие го прават, е само за да дојдат до информација која што ќе ја препишат, без при тоа да размислат зашто всушност станува збор, она што викаме дека треба да се провери. Често пати, нели, вини дава и неточни податоци. Вештачката интелигенција не можеме да исклучиме од образованието, но треба етички да ја применуваме, за да може да се користи на етички начин и да знаеме што правиме. Ако ученикот сака да ја користи, нека види на кој начин се доаѓа до резултатот, а не само да го препише резултатот во математиката. Нека го види нека види и постапката, затоа што тука има и постапка која што може да ја разгледа, па самиот да дојде до заклучоци, а не само да препишува. Најлесното е да се препише, меѓутоа сепак треба да имаме можност да го користиме тоа на еден контролиран и паметен начин, а не да ни биде главна основа за образование. Образованието не може да ни биде вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција не може да го замени наставникот. Наставникот е тој кој што е извор на знаењето. А ова може само да биде дополнително нешто со кое што, нели, ќе може да се располага и да се види, да се провери. Еве, јас кажав така, ајде да видиме дали е моето точно или не е. Па да видиме дали негде е така или не е така. Инаку Министерството за образование веќе заедно со факултетите кои што се, нели, информатичкиве факултети направија еден водич за наставниците и некаде околу 1000 наставници помина и обука за користење на вештачката интелигенција. Ну, не знам што. Интересен податок во секој случај. Но мора да се следат трендовите, тоа е тоа. Има упатство како етички да се користи вештачката интелигенција. Добро кажано, токму етички да се користи вештачката интелигенција. Етички да се користи, да не биде нешто што го користиме на крај завршува поинако тоа што. Сакал уште едно две интересни вака прашања да ви поставам кои што секогаш се како би кажал, тема за дилема во македонското образование кога се говори. Една од најчестите дилеми е онаа еднаквост која што ја говорат во образованието. Можеме ли со сигурност да кажеме дека еден ученик од Скопје и ученик од мало рурално училиште имаат еднакви шанси да постигнат добар резултат на државната матура? Говорам во процесот за учење, не самиот, нели, дали е надарен или не. Видете, со тоа што се започнува процес на оптимизација, сега ние во средните училишта немаме училишта кај што имаме по 1-2 ученици, меѓутоа во руралните средини сега актуелно, нели, оној дел со оптимизација на училиштата, за да може децата каде што се 1-2 во основното образование да се приклучат во училишта каде што има поголем број на ученици, па тука доаѓа до социјализација и тие веќе наоѓаат начин поинаков на комуникација од тој на кој што се навикнале и нивните знаења ќе станат каде потрајни и подобри знаења, затоа што 20 ученици во паралелка прво нема надпреварувачки дух. Секоја паралелка која што е помала од 15, таа паралелка нема што да се очекува многу. Значи, ако се повеќе деца, конкуренцијата е поголема, се развива надпреварувачкиот дух и веќе се филтрираат нагоре. Имате деца кои што сакаат да постигнат, да се истакнат, да го покажат своето знаење. Малата бројка на ученици во паралелките не води кон тоа да имаме ние надпреварувачки дух во паралелката. И затоа е потребна оптимизацијата и јас се надевам дека тоа ќе биде еден процес кој што понатака ќе вроди со плод и нашите ученици ќе имаат многу поголеми знаења, а пред се најбитниот момент социјализација. Социјализацијата е најбитниот момент за сите нив. Па добро, и овој процес што го прави Министерството за образование во делот, нели, во една смена да се оди училиште, токму тоа кое што на некој начин ќе ги би рекол, не социјализира, ресоцијализира деца, бидејќи токму со овие напредни технологии ги заборави она малско дружење, малски игри, соседи едни со други не се познаваат практично и начин повеќе да се дружат. Кажете ми, дали еве оценката 5 во едно училиште, навистина значи исто ниво на знаење како 5 во друго училиште и дали постои, да речеме, потреба од поголема стандардизација на оценувањето? Секогаш не може да биде идеално, нели? Човечки фактор одлучува, има момент
на било каков начин, колку и да се пробува да се биде објективен или субјективен, но нели петката е петка, но дали е иста петката во едно и во друго училиште? Па видете, ако зборуваме за државната матура, петката и тука и таму е иста, да не именувам, нели? Нема, тука станува збор за стандардизирани прашања, стандардизирани тестови и петката секаде ќе биде еднаква иста со мали разлики, затоа и постои тоа ниво со кое што се рангираат учениците. Нели, ако некаде е бодови, во матурата е перцентилите. А во делот, во текот на образованието, дали петката е иста, би требало да биде иста. Сега тоа ќе го покаже понатака, кога ќе продолжат на високото образование, која петка била посилна петка или која била послаба петка, меѓутоа петка е петка, па нема силна и слаба петка. Така, беше навистина вечерва задоволство да се разговара со вас, по трен ми помина некако емисијава, се надевам дека успеавме на нашите гледачи да им доловиме поголем дел од она што е интересно. После овој разговор кој што е вака со вас го имам, кај мене постојано вака добро расположение дека на добар пат сме, добро почнуваме да се стандардизираме, нели? Нашето образование е квалитетно и дека треба да се продолжи по тој тек. Мене ми останува да ви заблагодарам што бевте гостин вечерева во студиото на Проверитас. Тој посакам пред се, нели, на приватно поле многу здравје и среќа, а професионално што почесто да ве гледаме на медиумите каде што ќе кажувате новите политики на агенцијата која што ја водите. Ви благодарам уште еднаш на интересот што го пројавивте за нашата институција и на поканата да бидам гостен во вашата емисија. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, беше тоа најновото издание на емисијата Проверитас. Се надевам дека и вие уживавте вечера во разговорот како и јас. Пријатно. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.